Нема услови за пливање во зимскиот период. Има соговорник Сонја Луковска ова утро, Миле Јовановски, па им велиме добро утро на двајцата. Добро утро, Сонја. Така е. Добро ви утро повторно и овој пат од брегот на Охридското езеро, како што најавивте, Бранко, да, Охрид градот на вода, за жал се уште нема соодветни услови за развивање на пливањето. Овде со мене Миле Јовановски, тренер по пливање. Добро ви утро, Миле. Ајде прво да започнеме. Каков е интересот кај младите за пливање? Па, добро утро на вашите гледачи. Да, интересот секогаш, значи пливањето како базичен спорт е исклучително атрактивен и секогаш и препорачуван како од спортските педагози, од тренери, така и од докторите за правилен раст и развој, така да интересот не само кај дечињата, туку и возрастните, ние како родители, од аспект на родителова го говорам, имаме интерес нашите деца да се занимаваат со спорт. За жал, Јовановски, градот на најголемото езеро во нашава земја и пошироко, се уште нема адекватни услови за развивање на овој спорт, бидејќи затворениот базен се гради со години. Колку е важно и колку е потребен тој базен? Да, како што знаеме сите, моментално во градот функционира само отворениот пливачки базен кој што работи во текот на летната сезона, кога временските услови го овозможуваат тоа, додека покриениот базен е се уште во фаза на изградба. Да се надеваме дека ние ќе сме генерација која што ќе стигне, каде што ќе почнеме да работиме, и да почнеме да ги ствараме новите шампиони, пливачки. Да, благодари. Има една друга можност која што ви се отвори од неодамна, а тоа е затворениот пливачки базен кој што започна реконструираниот, реновираниот да работи, па се сеќаваат охриѓани како и во минатото тренирале во Струга, па и сега се повтори. Да, сега во моментов нашиот клуб тренажниот процес го изведуваат во покриениот пливачки базен во Струга. Меѓутоа, верувајте, логистички тоа е предизвик и за нас како тренери, и за родителите кои што треба да ги доведат своите деца, да ги вратат. Знаеме, Охридските училишта работат во 2 смени. Доколку би сакале да постигнеме добри резултати, треба да имаме поголем број на тренинзи во текот на неделата, така да искрено ние даваме се од себе, меѓутоа реално, доколку би сакале да очекуваме вистински резултати, да бидеме рамо до рамо со најдобрите клубови кај нас, би морале да што поблиску тука, тоест да што поскоро да се заврши изградбата на покриениот пливачки базен. Имаме ли, Јовановски, млади таленти, деца кои што би биле имни шампиони? Да, имам секогаш ист одговор на ова прашање. Значи, талентите, распределбата на таленти е статистичка категорија. Секаде има таленти, верувајте, само треба да бидат тие препознаени, да се работи со нив и нормално нешто што кај нас малку е запоставено, да најдеме модел и систем да ги мотивираме тие млади деца, па да секако тоа не се работи само до децата и до талентите, тука треба да биде вклучени родителите, целата средина, целата заедница, доколку би сакале да постигнеме навистина резултати. Така, здравствените придобивки од пливањето се навистина познати на сите нас, знаеме дека имаат многу бенефити врз здравието. Ајде кажете ни од која возраст се препорачате да започнат децата со пливање? Вака, значи започнувањето со пливање конкретно, како совладување на пливачки техники, барем во нашата школа, ние почнуваме со програма од прилика од 5 години нагоре. Меѓутоа, активностите во вода, значи тоа што може и секако да имаме бенефит од тоа, може да почнете од најрана возраст. Значи, сведоци сме сега со наплив на информации дека глобално веќе тренд е да децата од најмала, буквално уште од бебиња, почнуваат со активности во вода кои што се препорачани од аспект на позитивно влијание врз нивниот раст, развој на луѓето, на целиот локомоторен апарат. Знаете, пливањето е спорт, еден од поретките спортови каде што не дека не е можно, меѓутоа повредите се минимални или скоро и да ги нема, особено во на почетна фаза, така да релативно безбеден спорт, атрактивен, така да ги повикувам сите да повелете. Така,
Одлично, ви благодарам многу Јовановски што бевте дел од утинската програма на македонската телевизија. Да се надеваме и да веруваме дека ќе заврши изградбата на затворениот пливачки базен, па децата од Охрид нема да мора да патуваат во Струга, туку ќе тренираат во својот сопствен град. Колеги,